Во малата Бавча на 70 годишната Стојна Гоцева расте најголемата тиква. Од десетина семки увезени од Италија изникнале тикви кои ја надминале и нејзината височина. Градинарката од Карбинци го обожава органскиот начин на производство, но вели дека никој не очекувал на карбинската плодна почва да се развие толкав род, чија големина не е забележана ниту во Италија, каде оваа сорта се смета за автохтона. Сортата не ја знам, а семето му е од Италија. Добро, кога го донесовте, мислевте ли дека волку ќе порасне? Не, немаше шанси, мислев дека толку ќе порасна. Ама стави органско ѓубре домашно и израсна повисоки од мен. Во Италија има ли толкови димензии, како ви кажат, помали се? Помали се, помали таму биле, не биле толку големи. Во Италија? Да, брат имам таму и он има садено, вика помали се, не се толку колку тука. Најголемата тиква достигнала должина од 2 метри и 34 сантиметри. Од истата ќе се чуваат семки за реколтата 2021-та, вели во шега госпоѓа Стојна, која живее во ритмот на природата и пропагира здрав начин на исхрана на населението за подобар имунитет и подолг животен век. Јас сум 70 години, сакам да си живеам со органско, со земјоделие, чувам кози, чувам кокошки, чувам магаре. Домаќинот ми помичина Бог да го прости 5-6 години. Овие вредни земјоделци со години ги снабдувале пазарите во источниот регион со прекрасни и здрави производи, но од пред 2 години престанале да се занимаваат со помасовно производство од причина што констатирале дека едно 4-члено семејство не може да се прехрани од напорната работа во агробизнисот. Абре, има сметка, нема такова извоз. Пласман, нема пласман на каде да го испроведеш. Пазаро затворен не се продава. Ефтино. Препарати скапи, да прскаш да ланеш, нема сметка. Орање, нафта. Вкусните тикви, од кои се прават уште повкусни специјалитети, не се откинуваат наеднаш од коренот. Едноставно се сечат по потреба, а растението се остава да продолжи да расте по принципот на регенерација. Ова буквално значи најсвежа консумација на која и претходи правилото од нива на трпеза.